Добро вечер, почитувани гледачи. Добро дојдовте во уште едно издание на емисијата Прашалник на ТВМ телевизија. Оваа емисија ја посветуваме на предизвиците на Охридското езеро, нивото на Охридското езеро, рибниот фонд и сличните проблеми. Наши ваш гостин ќе биде Зоран Спирковски од Хидробиолошкиот институт во Охрид. Добро вечер, Спирковски. Добро вечер и вам и на гледачите. Ви благодарам што ја прифативте нашата покана да бидете дел од нашата емисија. Нашиот разговор ќе започнеме со она што е најактуелно, а тоа е нивото на Охридското езеро, кое што веќе со денови е на сантиметар под минималната дозволена кота. Кажете ни од научен аспект што значи тоа? Познато е да речем и во литература и кај нас дека вакви осцилации кои секогаш се наоѓаат под минималните дозволени, значи може да предизвикаат драстични промени. Ако следите да речем доста и од колегите сегашни и бивши имаат посора што све значи, а во моментов кога се соочуваме со многу лоша хидролошка состојба, односно недостаток на врнежи, и тоа претежно на врнежи од снег, ситуацијата се повеќе се влошува. Или како што беше истакнато во еден допис на нашиот колега професорот Крстановски, неголемата грешка е направена што се дозволи Охридското езеро да представува акумулација за производство на електрична енергија. Односно, имаме контрола на нивото на езерото од организација која што произведува електрична енергија. Со новите планови кои што се усвојуваат сега, кои што се во фаза на разработка, овој момент треба да се промени. Треба да се направат, да речем, исследувања кои што треба да укажат кога можат да се вршат вакви осцилации, не во смисол под минималната квота, односно во кој период од годината езерото може да биде употребено за производство на електрична енергија во рамките на дозволените количини за тоа. Значи сега е се оставено на ЕЛЕМ. Значи тие одлучуваат кога и колку испуштаат вода преку Црндрим, колку струја произведуваат, значи тоа не е регулирано. Иако има граници на минимална, максимална, ние знаеме дека тоа осцилира, еднаш е под минимална, еднаш многу пати било и над. Точно така, затоа напоменав, значи сега треба да се изнајде модел на управување со езерото кој што ќе биде применлив, значи кој што ќе ги опфати и договорите помеѓу Македонија и Албанија, каде што се регулирани некои прашања во дамнешно минато, но сето тоа треба да претрпи ревизија за понатамошно успешно и складно управување со нивото на езерото. Значи ова што го кажувате веќе е во тек. Кога се очекува да настанат тие промени? Па можам да кажам дека во рамките на проектот за Дрим, кој што ги опфаќа Дримскиот басен и трите езера Преспа, Охрид и Скадар, заедно со течението на реките Црни Дрим, се направи план за управување со Охридското езеро, за значи билатерален, каде што и овој момент е зафатен. Исто така, во една студија која што се прави за ревалоризација на Охридското езеро како споменик на природата, и тој момент е опфатен воедно. И сепак, значи, ќе треба да се воспостави едно тело кое што ќе управува со Охридското езеро од сите аспекти, каде што ќе бидат носени одлуки преку учеството на разни експерти, одлуки за понатамошното искористување на ресурсите на езерото. А колку би се, Спирковски, штетите во изминатите децении од тие осцилации кои што се случувале во езерото врз флората и фауната? Еве вие како стручно лице. Значи, во дадени моменти сме имале драстични промени, односно негативни влијанија, каде што ова ниво било дури далеку пониско од моменталното. Но воедно пак и кога сме имале и високи нивоа, и тогаш имаме неповолни состојби. Високите нивоа неповолно се одразуваат претежно на крајбрежните делови кои што не се потопени во вода, понатаму биваат потопени, а во моментите кога имаме ниска, значи имаме одредени места на самото езеро кои што се релативно плитки, остануваат без вода, со тоа и живиот свет кој што живее во нив.
Спирковски често се зборува дека осцилациите влијаат и врз крајбрежните објекти, и самите тоа го споменавте сега. Често пати велат стручната јавност, вели се има влијание негативно врз културно-историските споменици кои што се на брегот, фреско-живописите и така натака. Имаме ли некоја студија што точно тоа значи? Значи, точно јас во таа област не можам да искажувам, затоа сепак треба да се обратите кај стручните лица кои што ги водат тие моменти, а тоа се луѓето од Завод и музеј, колку што мене ми е познато. Во овие нови промени кои што ги најавувате, дали научната фела, тука мислам на вас, како Хидробиолошки институт учествувате, значи да не може Елем самоволно да управува со нивото на Охридско? Значи, не станува збор дали е Елем или некој друг. Станува збор, значи, за интегрално управување со езерото, имајќи ги предвид сите моменти кои се рефлектираат и на македонска и на албанска страна. Затоа научната јавност ќе биде вклучена, значи не само од нашата институција, туку од сите оние засегнати кои што се инволвирани во управувањето со езерото. Тука се, значи, од земјоделскиот аспект, бидејќи се користи водата и за наводнување, па имаме промивање на одредени органски материи кои што накнадно влегуваат, го збогатуваат езерото со такви за него непотребни моменти. Имаме, значи, урбанизацијата, сведоци сме дека, ево баш и поново, дека таа дива урбанизација навистина владе по крајбрежјето и ред други моменти како што се и искористувањето на природните ресурси, односно рибите од Охридското езеро. Колку и таа урбанизација на брегот на Охридското езеро штети на биодиверзитетот? Значи, во даден момент треба да се има предвид дека одредени состојби можеби нема да бидат регистрирани како негативни, но во подолгорочен период секако значи ќе дојде до израз негативниот момент. Спирковски, состојбата во каналот Студенчишта е критична. Нивото е и таму нормално, согласно спуштеното ниво на Охридското езеро, и таму е намалено нивото на вода. Познатото, да речеме, зимувалиште на Охридската плашица моментално е марина. Каква е состојбата? Состојбата е еквивалентна на она некаде пред 2 години, ако се сеќаваме, кога имавме, значи, релативно висок помор на плашицата во каналот. Но за среќа оваа година по тој аспект можеби не може, туку моментално немаме толкова густа популација во самиот канал и се надеваме дека и ќе остане во таква состојба, бидејќи доколку навлезе повторно, а вода за прилив речиси и да нема, бидејќи билјаните извори воопшто и не течат, односно се користат, се среќаваме и кај нас со проблеми, така да она што го викаме дека каналот е проблематичен, останува моментот за негово продлабочување понатака или за пренасочување или елиминирање на марината од овој потек. Изминатото лето имаше огромен број на пловила, со оглед на тоа што границите беа затворени, огромен број на пловила беа паркирани токму тука. Вие како научна фела сте против каналот да се користи како марина? Не само, да речем, како научна фела, туку и историски гледано, луѓето се сеќаваат дека на времето во каналот кога се влегуваше а се возеа пенти, пентите се гасеа, за да нема никакво загадување и така натаму. Но поново време со, да не кажам, таквата забрзано зголемување на пловни објекти или нивното присуство на самото езеро, во дадена единица време, навистина прави голем број на негативни влијанија, не само во каналот, туку и по целото езеро. Така, аналогно на тоа, значи минатата, односно оваа година, кога го имавме тој така наречен полициски час поради ковидот, се беше забележено дека природата си го возвраќа, да речем, своето, односно живиот свет се враќа на местата каде што
човекот го има избркано токму со овие вакви пловила кои што пловат во текот на целата година. Исто така, значи, и овој момент е опфатен во оној план што го реков за управување со Охридското езеро, каде што се посочува изградба на други марини, на нови места, редукција на значи контрола на натрешната пловидба, бидејќи сега секој може да дојде и да спушти пловило без за тоа да плати, туку доволно е само што бил регистриран во текот на годината, како е, да речеме, и регистрацијата за колите. Никаде во светот каде што станува збор за заштитени езера како што е нашево, а особено пак оние кои што попаѓаат под заштита на УНЕСКО, не е дозволено вакво, да речем, неконтролирање користење на езерото како пловен објект, бидејќи тој од друга страна пак представува и најголем резервоар на питка вода во цела Европа. Значи, од водата која што е во нашето езеро без никаков третман, можете слободно да ја пиете од одредени длабочини и тоа доведува, значи, до влошување на тој квалитет со ваквите масовни присуства на пловни објекти. Значи, сигурно во тој план за управување ќе има некои ограничувања, да не може и стари, нееколошки пловила да се несуваат. Точно, значи, како што се условите за автомобилите, така би било и овдека со одредени квалитети на возилата, со одредена емисија, редукција на емисија на испуштање, промовирање на електричен погон на пловила, на едра и така натаму, се со цел, значи, да се редуцира на минимум тоа негативно влијание во езерото. Бидејќи не станува збор само за буката која што смета, станува збор и за испуштање на одредени, да речем, не само деривати на маслата и така натаму. Велите дека каналот не треба да биде марина и за тоа си имате вие ваши научни факти, меѓутоа сите сме свесни дека е повеќе од потребна марина на Охридското езеро. Што мислите, каде треба да биде, на која локација треба таа да се планира? Мислам дека е неблагодарно да кажам јас каде мислам, затоа постојат други стручњаци кои што во контакт, да речем, во корелација со нас работат на тој проблем и тоа спаѓа во ресорот на Министерството за транспорт и врски и општините Охрид и Струга на нашата страна. Не би сакале да кажете ваше мислење? Имаше некој размислување дека е добро кај Грашница, некој велат треба на плоштад? Значи, останува тоа дека, колку што мене ми е познато, дека постои предлог за кај Грашница и со да онолку колку што паметам дека се предвидува некоја мала интервенција на постоечкото пристаниште, каде што не би имало тотално, значи, постојано усудрување, туку тоа да служи за приврзување, за пристан со одреден временски период од неколку часа. Онолку колку што мене ми е познато. Во вториот дел од нашиот разговор би сакала да поразговараме околу рибниот фонд во Охридското езеро. Знаеме дека нема концесионер Охридското езеро и кажете ни во каква состојба е рибниот фонд? Тоа е, да речеме, едно многу тешко прашање за одговор, бидејќи за да дадете соодветен одговор треба да имате сознанија кои што произлегуваат од долгорочни следења и перманентни следења. За жал, во последни 2 децении тоа не се прави по однос со оглед дека не се издвојува средства за такви истражувања. И она што ние го имаме како сознание е по пат, стекнати се по пат на инцидентни проекти, кои што биле финансирани од странски донатори, а по однос на истражувањето и мониторингот на рибниот фонд. Може да се каже дека, знаеме сите, дека најзагрозени се пастрнката и белвицата, бидејќи веќе години наназад на пазарот се нудат, за разлика од порано кога се нудеа 10 видови риби, сега се нудат претежно само 3, тоа се пастрнката, белвицата и крапот.
Автоматски имаме значи едно таргетирано, односно целно ловење на рибите, каде што се ловат исклучиво одредени видови и со тоа е зголемен притисокот на овие видови. За разлика од крапот, кој што е со релативно голема репродуктивна моќ, значи има голем број на зрна икра кој што ги испрла за оплодување и голем процент на преживување, пастрнките, каде што се и белвицата, значи имаат помал број на зрна на икра и помал процент на преживување. Со ваквиот притисок на овие две риби, автоматски значи се врши деградирање на нивната состојба, намалување на состојбата, а со тоа се прават голем број на промени во езерото. Имено, недостатокот на предатор, значи пастрнката е најголемиот предатор во езерово од живиот свет, освен да речем птиците, и таа се храни во одреден период и со плашица. Но сега, во состојба кога немаме доволно предатори, односно доволен број, плашицата која што порано живееше претежно во литералниот и сублитералниот, односно крајбрежниот регион на езерото, сега е расширена по целата езерска површина. Односно, ги завзема ареалите на пастрнката каде што порано живеела, а двете се во корелација, односно во компетиција по однос на храната, бидејќи и двете претежно се исхрануваат со зоопланктон. Така, значи, имаме една зголемена популација на плашицата, која што во последно време со веќе и децении никој не ја лови од комерцијален аспект, односно од сопотски риболов. Она што се наоѓа повремено по рестораните е, да речам, инцидентно, кој што некој тоа го прави за своји потреби, надвор од легалниот риболов. На тој начин имаме една огромна рибна биомаса која не е искористена и која што предизвикува понатамошни негативни влијанија, бидејќи секретот, односно екскрементите на пастрнките и на плашицата се сосема поинакви по тој однос и со тоа и се менува, има влијание во промената на самиот квалитет на езеро. Значи, мора подхитно, затоа се залагаме ние дека мора да се решаваат проблемите интегрално заедно со Албанија и да се направат напори оваа биомаса на плашица која што во 6-та година од својот живот, значи, изумира, се таложи на езерото, биде екстрахирана на начин да биде понудена на пазарот, а со тоа и за оној кој што ќе го води тоа да биде обезбедени економски бенефит. Значи, и заштитата со рибниот фонд, значи постојат моменти кога треба да знаете што треба да се прави од аспект на задоволување на враќање на рамнотежата во суштина помеѓу видовите во самото езеро. Имаме дисбаланс во рамнотежата, но од ова што јас успеав да го разберам, вие што го кажувате. Точно, значи овај дисбаланс е предизвикан само од човекот и од никој друг. Некој ќе рече климатските промени овдека не стаселе да влијаат толку колку што влијае човекот. Тоа кога зборувам, значи зборувам за двете страни од езерото, и за македонската и за албанската. Затоа она што ние се залагаме е интегрирано управување со езерото, каде што од двете страни ќе се направат хармонизација на легислативите кои што се во врска со рибарството, бидејќи имаме дискрепанции по однос на дозволените количини за лов во Албанија и во Македонија, по однос на големината на рибите кои се дозволени, по однос на забраната за време на мрест и така натаму и редица други кои што треба пред се да се хармонизираат и да се определат заеднички квоти на лов по секој вид риба. Треба сепак да напоменам дека треба да се направи повторно напор рибарите кои што ќе бидат ангажирани понатаму да ловат не само овие три вида риби кои што ги напоменав, значи пастрнката, вилвицата и крапот, туку онака како што и порано беше, со цел сето тоа да се воспостави таа така наречена динамичка рамнотежа на самиот екосистем.
Така, сметате дека, не знам дали сте запознаени, вчера Република Македонија и Република Албанија, токму ова што окажувате вие, потпишаа меморандум за заедничка заштита, односно управување со рибниот фонд во двете езера, и во Охридското и во Преспанското. Мислам дека тој договор предвидува заедничка заштита, грижа, мислам токму ова вие што окажувате, можеби беше се случи токму вчера. Тој договор е резултат на нашите долгогодишни залагања, значи зборувам за македонската и албанската експертска фела, и конечно, значи, дојде до тој политички момент каде што се потпишаа таквите акти, односно тој договор. Исто така, ова е и резултат на активноста на еден проект кој што се одвиваше во повеќе години, а финансиран од Германското министерство за поддршка на економијата и имплементиран преку ГИЗ во овие региони, каде што се работеше на Преспа, Охрид и Скадар, значи како погранични езера. И токму од овие работни групи кои што екзистираа во рамките на овој проект, се нагласуваше цело време потребата од вакви потпишување на заеднички меморандуми. Сега се чека истото да се направи и за Скадарско езеро помеѓу Црна Гора и Албанија. И токму овој момент, значи, овозможува понатамошно поефективно работење на експертската фела, односно инкорпорирање на заклучоците кои што таа ќе ги донесе во легислативата врзана со управувањето со рибниот фонд и риболовот и неговата заштита. Спирковски, кога е извршено последното порибување во Охридското езеро со подмладок пастрнка? Со подмладок пастрнка последното порибување е извршено оваа година, но од албанска страна, а не кај нас. А кај нас кога ќе се случи? Причините, значи кај нас последното е извршено во 2019 година, а потоа 2 години веќе немаме спроведување на порибување со оглед на одредени во првата година административно-технички проблеми, а во втората година со одземањето на концесијата на концесионерот, кој што се случи во периодот баш кога требаше се отпочне со вештачкиот мрест, повторно останавме, значи, без обезбедување на подмладок за порибување на езерото. Во оваа година пак се соочуваме со сосема други проблеми, а тоа е лошата состојба со изворските води, не само кај нас, туку секаде во ово наше опкружување, и воедно хидробиолошкиот завод, па и другите мрестилишта нема да бидат во состојба да го изведуваат вештачкиот мрест за колекционирање на икра, одгледување на подмладок понатака, поради недостаток на вода. Затоа, ние имаме поттегнато барања до съответните министерства за обезбедување на нов извор на водоснабдување за потребите на мрестилиштето на Хидробиолошкиот институт, за понатамошно непречено одвивање на порибувањето на езерото со пастрнка. Се предлага да тоа биде зафат кој што ќе биде директно од езерото на длабочина од 35 до 40 метри, каде што таа вода е со квалитет кој што е потребен за одгледување на пастрнката во нашите инсталации, а со самото тоа и температурата која што е таму фактички ќе биде овозможено одгледување во амбиентални услови кои што владат во езерото на подмладокот кој што ќе биде кај нас. Спирковски, со години се врши порибување на подмладок пастрнка. Кое е вашето искуство? Допринесува ли тоа да се зачува овој вид ендемичен вид на риба? Интересно е да се каже дека ефектот, она што почнавме ние во последните години од 94-та година наваму, кога почнуваме да порибуваме со повозрасен подмладок, одгледан 6 месеци прехрануван, и уште 2,5 месеци пред тоа, 9 месечен подмладок, ефектите се големи, но возвратноста не можеме да ја согледаме поради повторно човечкиот фактор и неговата негрижа. А тоа се моментите кои што фаќаат лов на маломерни единки,
кои што претежно се одвиваат од оние кои што илегално ловат во самото езеро. И тоа на двете страни на езерото. Познати речено се били очевидец, каде што се носат по 40, по 50 килограми на такви единки кои што немаат ни 50 грама тежина, а најлошото е, значи, испаѓа дека не треба да ги обвинувате рибарите, туку треба да ги обвинувате оние кои што ги купуваат таквите маломерни единки. Бидејќи ако нема побарувачка на пазарот за такви, никој нема тоа да го лови. Значи, ovo je след на една редица околности, каде што интегрирани моменти треба да се направат од аспект на сите инспекцијски служби кои што треба да се посветат на присутноста и квалитетот на рибите кои што се наоѓаат во угостителските, да речем, објекти, во трговските објекти и така натаму. Секаде онаму каде што се пласира риба. Да, од една страна, велиме Охридското езеро сега нема да биде дадено под концесија, меѓутоа токму концесионерите беа оние кои што најмногу водеа грижа против рибократството, беа ангажирани голем број на рибочувари вдолж брегот на Охридското езеро, сега тоа го нема и знаеме дека и рибократството затоа и цвета. Значи, не би се сложил дека баш во времето на концесионирањето беше толку добро зачуван рибниот фонд, бидејќи немаше голем број, односно доволен број на рибочувари, барем од лично искуство добро знам. Значи, овие се моменти кога треба да се размислува како понатаму ќе се управува со Охридското езеро, односно како ќе се заштитува рибниот фонд пред се, а потоа како тој понатаму ќе се искористува. Затоа ние предлагаме, значи таа информација е веќе доставена во Министерството и ќе оди понатака и на влада. Предлагаме еден период каде што треба да се извршат додатни интензивни истражувања на целиот рибен фонд и сите корелативни фактори кои што влијаат врз него, за да после тој период се достават, се изготват мерки заеднички, значи со албанските колеги, мерки и начини на управување со рибниот фонд. Дали ќе биде тоа концесија или ќе се промени, бидејќи од аспект на концесионирањето се во уставот пишува дека општите добра се даваат на искористување под концесија. Но овдека станува збор, значи, за трансгранично општо добро. Бидејќи во Албанија не е под моментот на управување, моделот на управување со концесија, туку е на поинаков начин, кај нас е со концесија. Значи и ова треба да се промени, треба да се најде на кој начин тоа ќе биде спроведено. И она што е најбитно, треба, значи, концесионерот, односно не концесионерот, туку во новите модели, пред се да се стави моментот на искористувањето на она што го реков, на сите достапни комерцијални видови риби. Само така ќе биде правилен начин на управување, а не само со искористување на овие три риби, пастрнка, беловица и крап. Така, Спирковски, за крај би сакала да ве прашам што е со оние неавтохтони риби кои што нуркачите ги објавуваат и кажуваат дека живеат во водите на Охридското езеро. Како тие се нашле кај нас и како успеваат да живеат? Ево сега да ви кажам дека тие неавтохтони видови риби, пред се првата евиденција за нив е во крајот на 30-тите години, кога некои од нив беа и донесени токму за припомош во борбата против маларијата, односно рибчина кои што се хранат со ларви на комарци. Тие таквите се уште се присутни, но во многу релативно мал број, дури и ретко и се среќаваат. Ото имаме уште две други мали рибчина кои што се донесени по пат на инцидентно внесување или инцидентна интродукција. Колку што ни е познато, тоа е случувано со носењето, транспортирање на одреден порибителен мал материјал кон Албанија и дека по однос на некоја хаварија која што се десила во близина на брегот, овие видови се најдени во самото езеро. Карасот кој што е присутен, да речам, од крајот, од средината фактички на 80-тите години,
се среќава како хаварија доживеена на албанскиот дел, каде што постоеше мрестилиште за размножување на крапот, а воедно за охридскиот крап за поривување на езерото, а воедно и за карас кој што го користеа тие за поривување на своите акумулации кои што се надвор од сливното подречје на Охридско езеро. Во 70-тите години присуството на така наречената калифорнијска или виножитна пастрмка е евидентирано за прв пат, повторно со хаварија на рибникот кој што се наоѓал на место кај селото Лин, од другата страна, во Албанија. И од тогаш па до денес, значи, евидентирано дека виножитната пастрмка не се размножува природно во нашето езеро, за кое треба да сме среќни. И сепак нејзини единки се среќаваат се уште во езерото токму поради постоењето на мали рибници кои се уште на страната на Албанија, кои што се уште кај нив одгледуваат овој вид риба. Како најнов чинител на тоа семејство на така наречени видови, инвазивни видови или алохтони видови кои што не припаѓаат на нашата автохтона фауна рибна, е сончарката, која што знаеме дека е една од најживописните риби присутни на нашите региони, многу е со изразити интензивни бои. И нејзиното прво евидентирање е некаде пред 7 до 9 години, но во многу мал број, односно инцидентно, за да во последниве 2 години се забележи нејзино зголемена бројност и присуство во уловот на одредени лица. Било тоа да е рекреативен или онај другиот кој што го спомнавме, илегалниот. Оваа риба е во суштина, значи, се претпоставува дека нејзиното присуство во езерото може да биде и од страна на Преспанското езеро, бидејќи таму е присутна подолг рок, а оние кои што се така наречени подземни каверни кои што го спојуваат Охридското и Преспанското езеро, можат да доведат до слободен транспорт на оваа риба кон Охридското. Какво е нивното влијание на овие видови на автохтони риби врз рибниот фонд? Има ли некое штетно влијание? Значи, треба да се каже дека онолку колку кај нас е познато, не се направени такви истражувања, но секоја риба во даден екосистем се однесува различно. Така да кај нас затоа се предложени она што го бараме, значи интензивни исследувања, да се видат интеракциите помеѓу овие така наречени понашки јабанџи кои што се нашле во нашиот езерски екосистем, како тие влијаат, бидејќи за некои се знае дека се размножуваат треба да ги положат јајцата во одредени школки и така натаму. Но кај нас тоа се уште не е истражено и останува отворено прашањето за нивното влијание врз автохтоната фауна. Спирковски, јас многу ви благодарам што издвоивте дел од вашето време и бевте дел од нашата емисија Прашалник. Благодарим и вам што ни дадовте можност да ги искажеме и нашите согледувања по овој однос. Ви благодарам уште еднаш. Почитувани гледачи, вам ви благодариме на вниманието. Се гледаме повторно во Прашалник, бидејќи е време за прашања.